Okay. Почитувани медиуми, почитувани граѓани на општина Струмица, изминативе неколку дена во општина Струмица има силна злоупотреба на институциите, државните институции во партиски цели во функција на изборната кампања на ВМРО-ДПМН. Сведоци сме на истакнување на огромни плакати на кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН и на советничката листа на ВМРО-ДПМН на згради кои што се во собственост на државни институции, тоа се Фондот за здравствено и пензиско осигурување, на Центарот за социјални работи и имотно-правната служба. Овие плакати се поставени спротивно на законот и без претходно добиена дозвола. Исто така, изминативе неколку дена, турското мало е под силен притисок од Центарот за социјални работи, предводено од директорот на оваа институција, господинот Кирил Поптрајков, кој што неовластено ги дал списоците на корисници на социјална помош и на надоместок за трето лице на својот активист и на кандидатот за советник на листата на ВМРО-ДПМН господинот Абди Демирев, кој што овие неколку дена врши силен притисок на корисниците на социјална помош, заканувајќи им се дека доколку не гласаат, не го дадат својот глас за ВМРО-ДПМН и за кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН, овие надоместоци за социјална помош и за трето дете ќе им бидат укинати. Во исто време, во турската мала имаме силен притисок и од полицијата. Практично, изминативе неколку дена, турската мала е под опсада на полицијата, која што селективно пропушта коли без регистарски таблички и коли со бугарски таблички, притоа овозможува активно лобирање и работа на терен на кандидатот за советник на ВМРО-ДПМН, господинот Абди Демирев, а секако тука не се исклучени и носителите на високи државни позиции, како што се представници од разни институции на локално и на централно ниво, во турската мала и притоа господинот Абди Демирев, кој што ги има кај себе списоците од Центарот за социјални работи, врши притисок на населението и им ветува за даден глас големи суми на пари. Сето ова представува действија кои што се спротивно на изборниот законник, кои што се всушност и кривични дела. За сите овие активности го информиравме ОПСЕ и ОДИХР, и информиравме представници на МОСТ и секако од ова место го повикуваме јавниот обвинител како надлежен да преземе активности и да ги санкционира учесниците инволвирани во овие настани. Благодарам.